Здраво на сите! Ова е уште една епизода од серијалот Разговори на тема театарот за време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Драгана Бунин, независна режисерка. Драгана, добре дојде. Здраво, Џаџа, добро те најдов. Како си? Јас сум одлично и се надевам дека и тебе ќе ти биде пријатно во овој разговор на тема која што е прилично непријатна. Да, јас размислував за тоа сабајлево дека да е малце непријатна ама дека треба отворено да се зборува и дека не треба да се плашиме да влегуваме во тоа. Така, Посебно не си. Токму така и мислам дека е многу важно да се слушнат размислувањата, ставовите и доживувањата пред се на нашите театарски уметници и професори. И токму затоа и идејата за еден ваков проект и навистина ми е драго што ја прифати поканата. Фала ти на тебе што ме помисли и што ме повика. Првото прашање и стандард прашање што го поставувам до сите мои соговорници е што значи во случајов да се биде режисер, што значи да се биде уметник во овие услови, како го доживеа прекинот на работа на театрите и како ти минаа првите полициски часови кои што не се кои што се за нас нов случај за оваа генерација. Искрено, јас секогаш почнувам од моментот дека прво ти треба да се навикнеш на ситуацијава како човек, како единка, па потоа да го донесеш целиот багаж со тебе што си го имаш, нели, вообичаено како професија, не знам, статус, улога, различни улоги, нели, сите имаме во општеството и со околината и луѓето околу нас. Јас само што почнав со вообразен болен од Молиер во Кумановски театар. Да. И баш мислам дека имав постирано негде на Инстаграм дека е супер време да се работи таа представа, мислам немаме боле време. Така да беше многу интересно затоа што веднаш направивме паралела, веќе се случуваше се. И некаде 12-13 март прекинавме со процесот и од тогаш нема никакви новости. Сега мислам дека по моментот на прекинување ти први се навикнуваш на тоа дека треба да си нели дома, дека треба да создаваш од дома, што и да подразбираш под тоа, затоа што во моментот никој не знае уствари. Никој не е на чисто со себе, како и зошто, затоа што прво треба да се обезбедиш со работи за, не знам, прехранбени продукти и остали работи за преживување, па понатака да размислуваш за другата. Како викавте вие во Брехт, прво леп, потоа морал. Мислам дека имаше нешто таква реплика. Така да мислам дека тоа неизбежно, мислам, пошто треба да преживееш евентуално. Така да не бев оптоварена со тоа, затоа што од друга страна познавам природата на вирусите, така да знам дека тоа може да се одложи, знае да трае. И мислам дека за уметниците е многу важно дека ние создаваме во било кое време. Така да не мора да е директно поврзано со професијата, дека може да и на некој си друг начин, некој пишува, некој слика, некој црта, фотографира и така натаму, така да сето тоа е поврзано со уметноста која што ја правиш. Така да неизбежно е да се развиваш и во други правци. Меѓутоа кај мене како независен уметник беше малце предизвик од финансиски аспект. Затоа што никој не размислува, баш имавме интервју со Милош од Бирн за Призма МК, како например што значи овој вирус или оваа пандемија за независен театар и како ние преживуваме. Така да беше тешко да се зборува и да се отворам на таа тема, затоа што скоро никој не те прашува и затоа што скоро никој не се грижи. Не дека треба да се грижи, не би сакала некој да го прави тоа, меѓутоа државата има обврска спрема сите, така и спрема нас. Така да од тој аспект малку, не знам дали ќе кажам потешко, затоа што ние сме навикнати на таа ситуација, било пандемија или не, меѓутоа малку посложен период од претходно. Сложен, да, и станува потешко станува, затоа што е се неизвестно, затоа што ти не живееш, мислам, не живееш со плата и од плата, туку живееш на проекти, на хонорари, така да очекуваш, например, дека одреден хонорар ќе го добиеш тогаш и тогаш, не го добиваш затоа што проектите се откажани и така натаму. Така да се уште неизвестно
продолжувањето, знам дека ќе се продолжи представата, меѓутоа нема соодветен протокол се уште. Иако јас мојот предлог го имам пратено уште пред па можеби скоро 2 месеци до Министерство за култура заедно со Кумановски театар, затоа како ја мислам дека треба да изгледаат моите проби според мерките за заштита или од Комисија за заразни болести, како да се ги заштитат моите глумци себе првенствено и сите останати, меѓутоа уште нема одговор, а гледам дека има протокол за останати настани, што мислам дека не е фер. Така. Во изминатиот период, како што рече, уметникот не смее да остане пасивен и доколку тоа не може да реализира својата креација преку театарски дела, треба да изнаоѓа различни начини како да се изрази. Ти црташ, нудеш и средби со средношколци за психотерапија, со оглед на тоа дека си дипломиран психолог, но исто така и држеше часови во драмското студио при Центарот за култура во Куманово. Па она што ме интересира, и од тука се отвори прашањето околу онлайн наставата, бидејќи вие ги држеше тие часови претходно и сега наеднаш требаше да бидат преселени на онлайн платформите. И она што ме интересира е како изгледаат тие онлайн часови, како се менува наставата и како се претвара приватниот простор во работен простор. Па приватниот простор е секогаш работен простор и тоа е убавината, мислам дека на уметноста, затоа што не бираш соодветно. Имаш соодветно место, меѓутоа секаде ти е простор за креирање. А што се однесува до часовите, затоа што децава се запиша и тинејџери, мислам и деца, млади, луѓе се запиша на театарска глума, а јас курсот го сменив така да глумата, мислам часовите ги направив часови по филмска глума, што и за мене беше предизвик, затоа што во моментот тоа беше полесно ради природата на часовите и дури снимаа монолози и зборувавме доста за разликите помеѓу филмска и театарска глума. Исто така имавме гости, еве Никола Настовски не беше, Милош исто така, имено турски театар, така да и со нив некако успеав да им доближам што значи кога актер игра на филм и кога игра во театар. Така да се надевам дека здравје некојаш кога ќе продолжиме да се среќаваме во живо, нели во соодветен простор, дека ќе имаат повеќе знаење за тоа како изгледа на филм, затоа што веќе тоа го пробуваат на еден начин, се снимаат постојано, а што значи театар, што и за мене би било предизвик во следниот период, затоа што мислам дека и тоа се менува, како што се менува се менува и природата на театарската глума, што исто така ми е многу драго. Мислам дека тоа е едно од новините кон која што сум доста отворена, многу и се радувам и едва чекам да видам што ќе се случува. Како што се менува се надвор, така мислам и внатре се менува во нас, така да ќе се менува и на сцена и затоа едва чекам да почнам со работа поради нели и новиот концепт кој што си го направив. Сакам да видам што е тоа, како ќе играме на сцена понатаму, затоа што треба да има разлика. Мислам дека се треба да има разлика. Јас не очекувам дека треба да продолжиме нели по исто, па и во создавањето. А може ли накратко да ни сублимираш кои се предностите, а кои се недостатоците на предавање преку интернет технологија, преку овие мали прозорчиња во кои што впрочем го правиме интернетот сега? Па, реално има повеќе недостатоци, затоа што нашата работа е поврзана со човечки директен контакт и затоа што е поврзана со изразување на емоција, која што е многу поинаква кога работиш на сцена и кога даваш инструкции и индикации на актер, отколку вака, затоа што немаш директен допир. И нашата работа е поврзана со директен контакт со човек, со актер и дистанца од 2 метри за нас значи многу, затоа што менува се. Така да и ваков тип на предавање и на комуникација со луѓе, со студенти, со ученици, буквално го менува целиот свет на создавање. Јас уште немам увид точно што сум направила, затоа што и за мене ова е ново и јас не знам, например, дали е доволно добро, се трудам, меѓутоа и од срце го правам тоа, меѓутоа времето ќе покаже понатаму кога ќе излеземе во простор, дали сум завршила добра работа. Така.
Мислам дека никој не знае, нема рецепт за тоа како треба сега да се однесуваме, како да држиме часови, верувам дека секој го дава најдоброто од себе за да направи добра работа. Затоа што на сите ни е важно. Да. И сведоци сме дека театрите, и како што рече, многу од започнатите проекти се прекинаа и се чека време кога нема да биде заканат тој избир на актери и на режисери на едно место. Но она што прво го направија сите државни театри во нашата земја почнаа да ги отвараат своите архиви, и реално тоа се случи во светот, и да ги прикажуваат веќе изиграните представи во живо, да ги прикажуваат на онлайн платформите. Како режисер и како гледач ги доживеа тие представи? Па да ти кажам право, малце ми беше здодевно, го кажам наискрено. И така си поврзав дека театарот е направен да се следи во живо, во контакт со актер, и најинтересни ми беа представите што имаат филмски начин на снимање на представата. Не камера пред сцена, широк кадар и тоа е тоа, не се движи камерата ништо. Туку најчесто мислам дека германските представи имаат таков начин на снимање кај што камерата е на сцена и се движи заедно со актерите. И повеќе добивам впечаток дека се работи за некоја си филмско-театарска форма отколку за театар, затоа што представите кои што пробав да ги гледам, веќе ги имам гледано во живо и е неспоредливо и чувството и доживувањето, спори да немам доживување кога гледам од телефон или од лаптоп. Мислам, замисли да гледаш представа од лаптоп, од телефон. Дури се спремав, јас се дотерував, се средував, кај супер ќе гледам представа, меѓутоа реално не ми беше толку интересно. И викам као најаки германски представи и словеничките исто така, и дел од оние представи кои што не сум ги гледала, а сакав да ги гледам. Имаше, мислам дека ЈДП нешто, СНП, така да ги гледав, меѓутоа секогаш имам свесна сум за самата ситуација, но посакувам да ги гледам во живо, тоа е тоа. Таа цела церемонија на одење во театар, дотерување за театар, седнување на седиште. Од друга страна, покрај онлайн прикажување на веќе изиграни представи во живо, се подготвија и представи за време на пандемијата, почитувајќи ги сите протоколи, односно од полициски час, од дома. И сведоци сме на тој и таа од Велешкиот театар, Илузии во продукција на Вондерленд театар и на многу други представи од другите земји. Како ги доживеа овие представи? Самите автори ги нарекуваат дали виртуелна представа или интернет перформанс, тука се родија дебати дали е тоа воопшто театар или не е театар. Кои се твоите размислувања, кои се твоите доживувања, како ги доживеа кога прв пат ги изгледа овие проекти? Па јас го поздравам секој обид да се направи било што, затоа што ја знам потребата да се твори и да се создава. Не знам колку знам да кажам дали нешто е театар или не во овој момент, затоа што сме во процес на пресоздавање и на менување на некои концепти, наративи, принципи по кои што сме работеле до сега. Така да, многу ми е драго за сите кои што создаваме, затоа што тоа значи дека сме во процес на влегување внатре во промената. Не ја следиме од страна, туку дека влегуваме внатре и затоа сум горда на своите колеги. Моментот кој што мене многу ми се допадна е тоа што го зборев, што го предавам на мои ученици, е филмската глума, која што нели има обид да се направи нешто што се вика театар, како и да се нарекува виртуелен онлайн, не знам, перформанс, меѓутоа глумата која што ја видов и во тој таа и во Илузии е доста чиста, доста сведена и доста искрена. И мене ми недостига да се вратам на таков вид на театар или да почнам таков вид на театар, каде што никој ништо не ми крие, не ми глуми. И да, тоа ми беше некако откровение дека баш се врзав за актерската игра, дека за другите работи може да дискутираме, затоа што нели формата нормално секој ќе се врзе за различна форма како му одговара, како нели ми влија мене на мојата естетика,
и како ја изразува мојата естетика, меѓутоа актерската игра она што е водечка во сето тоа и многу ми е драго дека стигнавме до таму, као јеј, оддамна требаше. И кои се твоите планови како режисер во следниот период? Кои се твоите канали на изразување? Кои можеш да си ги дозволиш во овој период? Џаџа, доста се бавам периодов со сликање, со цртање, затоа што така некако ја сознавам композицијата. Нас на факултет доста не зборувале дека можеме преку сликарство да ја осознаеме и да ја создаваме композицијата на една театарска представа или на сама сцена. И сега кога го правам јас тоа сама, гледам дека е доста тешко. И супер е што го осознавам тој процес од таа страна, затоа што мислам дека ќе ми биде полесно. Јас сум подготвена да ја направам представата според мои мерки и нели во консултација со лекари, исто така со психолози, со колеги, затоа што ми беше битно кога ја правев таа преписка до Министерството до култура да ги заштитам сите, така да спремна сум во било кој момент да почнам да работам, меѓутоа чекам дозвола и после тоа мислам дека ќе направам пауза затоа што уште пред тоа да почне јас почнав да се бавам со еден правец во театар кој што самата си го смислив и си го нареков интегративен театар кој што вклучува доста психологија од една страна и уметност, театар од друга. Така да би сакала малку да се бавам со тоа, ако треба и да пишувам, затоа што плюс овие околности ми дојдеа како нели новост и сакам да ги вклучам натре во тоа. Така да во мене се раѓа нешто што е ново и едва чекам да видам што е тоа, затоа што не знам се уште, мислам, ми треба простор да работам, затоа што јас на пример не се мислев дали да направам онлайн представа, па се откажав затоа што мислам дека треба да направам нешто друго. Така да дека мојот повик и дека мојата идеја дека е на некое друго место со овие мерки да, меѓутоа во простор, во театар. За публика ќе видиме дали ќе доаѓа 10 души на изведба или ќе биде онлайн или ќе нели секој ќе се добие шифра. Ако плати карта, не знам, тоа на театарот, на продукцијата останува нели да се смисли начин. Меѓутоа моето е да го сработам внатре во простор со овие мерки затоа што сите бевме затворени дома и мислам дека е убаво да се види како владееме со просторот кога сме внатре во него. Посакувам да ти се реализираат сите планови. Фала ти искрено се надевам дека ќе можам да го проследам тој проект. Да, јас се надевам. И од тука ми се раѓа прашањето од кога сите овие одговори ги добив. Кое е значењето, улогата и местото на театарот во нашето општество во овие услови? Мислам секогаш, посебно во овие услови, е да преиспитува и да пресоздава. Мислам дека тоа е клучното. Меѓутоа, мислам дека има впечаток дека голем дел од луѓето се плашат дека може да донесе нешто ново, затоа што културата е тука да отвори очи, да едуцира и дека не знам се уште колку сме спремни на тој голем чекор, затоа што еве, ќе направам паралела, може не е во ред, може не е местото тука. Слободно, ова е местото. Да, може ова е местото што ми дојде на памет. Вчера видов дека имаше обид за некаков митинг, не знам, на плоштад. Не знам дали со столчиња беше наместено на заседање, не знам дали беше на дистанца, не видов, јас според мене не беше на дистанца сето тоа. Не беше според мерки, нели, кои што јас се трудам да ги запазам и во тој концепт што стално го зборам дека сум го пратила и дека веќе е разработен до детал. И се прашувам зошто за тоа има мерка и дозвола, а зошто за ова нема мерка и дозвола. Која е заканата тука? Зошто, например, културата не може да функционира? Зборувам според мерки за заштита, не зборувам затоа што прво сум свесна за себе, за својот имунитет, своето здравје, потоа и за другите. Од друга страна, нели, мојата друга професија не ми дозволува да се однесувам како што сакам и не би сакала остро да го правам тоа. Така да зошто
ваму нема простор, а од друга страна има простор цело време за политика и за политички партии, за се што се однесува нели на таа сфера. Зошто за ова нема ништо, апсолутно никакви новости до сега. Добро, што мислиш во овие услови, во услови во кои што се отворија повеќето институции, а не се отвори театарот, како би се справиле со оваа ситуација денес, со овие технички можности, буквално како во 21 век да се родиле големите уметници кои што те инспирирале тебе како режисерка и влијаеле на твојот развој како режисер и си учела од нив, те мотивирале. Како тие големи театарски имиња би се справиле со оваа ситуација денес, со оваа пандемија? Па можам да замислам како, или јас да си направам проекција некоја, меѓутоа сите ти отвореле во пандемија. Ева, например, кај Шекспир дури неколку пати мислам дека си има случајно од некоја болест, така да он за тоа време ги пишува, мислам дека Макбет, Лир, Зимска бајка, така да тоа е тоа создавањето на начин на кој што можеш да создаваш и да се заштитиш и себе си и другите. И мислам дека тоа е првенствено и дека тоа е поривот што те води, без разлика ти во кој простор да се наоѓаш, нели Брук вика каков и да е простор, ја можам да направам театар од тоа. Затоа имам проби сама со себе до 4 сабајле, каде што цело време смислувам нови концепти, нови идеи ми доаѓаат, како се менува се обидувам да вклучам во образен болен, за да можам потоа со актерите полесно да работам или поубаво да им доловам што сакам да постигнеме. Така. Ова е на некој начин и последното прашање во ова интервју, но секогаш на крајот оставам простор да се доискаже соговорникот доколку смета дека моите прашања не ги опфатија сите негови размисли, или неизини размисли во случајот. Така што ти оставам овој простор да го искористиш за нешто доколку сакаш да додадеш или можеби да испратиш порака до постпандемската режисерка. Може тоа да биде Драгана од иднината, може да бидат следните генерации режисери и режисерки или уметникот од идното време пост оваа вонредна состојба. Па пораката до мене, до сите ми е да си го пратиме, да си го следиме внатрешниот порив, да го препознаеме првин што е тоа. Може некој сака да создава, може некој сака да им помогне на другите, сите имаме различни потреби. И мислам доколку искрено влеземе во нашата потреба изразување на истата, дека ќе придонесеме повеќе за овој свет. Без разлика што очекуваат и мислат другите од страна, овој период беше таков, малку да ни помогне да погледнеме подлабоко во себе, иако верувам дека пандемија, услови уствари на пандемија на многу луѓе им се случиле доста порано, без разлика што надвор изгледало како да било се окей. Меѓутоа тоа е најважно, искреноста со себе, првин искреноста со другите и што е она што јас сакам да направам. И многу важно работите да ги правам од позиција на љубов, не од позиција на страв. Мислам дека тоа е секогаш клучно, затоа што стравот доста беше активен кај голем дел од луѓето, и паника исто така, неизвестност, сосема нормално, немоќ, затоа што не знаеме што може точно да направиме, без разлика што имавме точни инструкции, меѓутоа внатре во нас се случуваат други процеси, така да се потрудиме работите да ги правиме позиција на љубов, во што и да правиме. Тоа е пораката до мене исто така. Би сакала секогаш да имам таа можност да не се плашам и да можам се она што правам, да го правам моти со љубов и уметност и се останато, затоа што создавањето е тоа што мене ми останува. Мислам дека секој треба да си го препознае тој момент во себе. Ти благодарам многу, Драгана, што ја прифати поканата и што исподели со нас сиве овие размисли на оваа тема и ти посакувам убав ден. Фала ти истина тебе, Чар. Фала многу.